Дали си спремна? Спремна сум. Опиши се во 3 збора. Позитивна, спиритуална и амбициозна, дефинитивно. Супер, од каде идеја да се знае со манекенството? Тоа е многу интересно прашање, затоа што јас сум во модното студио Црнокрак и мене менаџерот Мики Црнокрак ме имаше контактирано уште пред 3 години, ама јас се уште бев во средно школо и не сакав да се занимавам со моделство. И после кога ме контактира пак, кога завршив средно образование, си реков, ова е дефинитивно знак и ете сега сум модел. Супер, како го прифатете твоите родители, пријателите и другарите или другарките, ако му рече дека сака да се знае со манекенство, каква реакција имаат тие? Дефинитивно беа многу горди на мене и многу ме поддржуваа и тоа е се. Јас го имам најдобриот круг, сакам сите да ги поздравам во ова видео. Најдобриот круг го имам, многу беа покрај мене и кога бев несигурна и кога се двоумев и се, тие ми беа најголема поддршка. Супер, како се справа со хейт коментарите? Хейт коментарите треба да сватите дека тоа се луѓе што немаат никаква амбиција во животот. И неамбициозните луѓе и луѓе што не се на вашиот пат не можат да коментираат за вашиот пат, за вашата кариера и слично. Затоа само игнорирајте. Дали мислам во некоја професија ќе нема, мислам, хейт коментар? Мислам дека манекенството многу ретко реално. Или не? Не, има и во манекенството. Има, не може да се рече дека нема, нажалост. Пример, дали ти има тоа пример да се рече што инаш вако пример ако почнат пример такви со лоши коментари, пошто реално луѓето немаат осеќа, пишат и како се изразува на социјалните мрежи, дали пример би сакала да направиш пауза пример за некои луѓе што му е досадно во животот се замара со туѓи мислења? Да ти кажам искрено, подлабока е темата од тоа што По кратки црти реално. Хейт коментарите. Одиме со наредно прашање, кога ти беше првата модна ревија? Првата модна ревија ми беше неодамна, пред неколку месеци во Бејрут во Либан, кога бев на Мис Европа. И како ти беше чувството реално? Искрено да ти кажам, многу убаво. Стварно ми беше многу убаво чувството и многу сум горда што учествував на една таква манифестација и тоа е. Супер, од кој имаш најголема поддршка? Најголема поддршка имам дефинитивно од моите најблиски, од фамилијата и од моите најблиски другари, другарки и слично. Супер, дали со професија се занимава со нешто друго? Моментално не, ама имам завршено фармацевско средно школо. Супер, значи ко мене. Стварно? Да, ова нема продолжена. Друго прашање ми е, дали имаш направена кратка пауза? Кратка пауза, па и немам направено, искрено да ти кажам. Се водам по ангажмани и тоа е. Супер, дали може да не одвеш некоја случка или некој кринч што ти си има пример дешавана пред модната ревија или пред модната ревија, некој пример како случка некоја што ќе го памтиш долго време? Искрено не можам да се сетам на нешто кринч, затоа што сум уживала многу во тие моменти и ми било преубаво. Може би си има нешто случајно, ама во моментот не памтам. Добро, нема гајле. Дали со ова професија може да се живее нормален живот во Македонија? Реално. Искрено да ти кажам, може. Секако дека може. Само сепак кариерата е нешто што се граде, тоа сите го знаеме. Кариерата не може да биде тука за 1 месец или за 2 месеци, треба да се граде и граде и тоа е. Мислам дека реално се ќе си да го соверам, само не треба откажување. Точно така. Значи, ако сакате да успеете, зашо и да е Да, може да се живее дефинитивно, ама кариерата е нешто што се граде дефинитивно. Не може да ја имаш за 1 месец или за краток период. Сите што имаат кариера многу се труделе и никогаш не се откажале. Не само во моделството и општо во животот, тие што градат кариера како музичари и слично, сите се трудат многу и сиот труд го вложуваат и тоа е. Супер, последно прашање ми е да надождеме и да не те замарам. Што план имаш вини, ако можеш нешто да не откриеш?
за плановите во иднина искрено не сакам да разговарам јавно, затоа што јас сметам дека тоа е приватно и додека не се оствари нешто, јас не би сакала да разговарам на таа тема. И да, тоа е. Супер, уште ова прашање го заборав, што ќе му предложиш на луѓето што сака да се занимаваат со манекенство, дали било машко или женско? Верувајте дека ќе успеете и ќе успеете. Јас секогаш, ама баш секогаш пред секој ангажман и после секој ангажман, јас се молам на Господ. Јас му верувам многу на Господ и се добро ме прате. Сега ќе имате и надолнини и нагорнини, тоа е нешто најнормално, ама како што кажав, не се откажувајте никогаш од вашата цел и може да се успее доколку се сака. Само самодоверба имајте и уживајте. Така е. Толку до видео, ако ви се допадне видео, ако сакате што вакви нови видеа, да не заборавате ставите лайк и subscribe, обавезно да запратите ми ја, а ние се гледаме во наредното видео. Чао!